Нашата програма не беше пишувана зад партиските завеси, ниту штабови, туку отворено со сугестии на граѓаните. Истакна на денешната пресконференција кандидатката за градоначалник од коалицијата на ЛДП и ДОМ, Теодора Димитровска. Таа воедно на првиот ден на останатите кандидати им посака успешна кампања. Оваа програма ќе биде прогресивна, со реално остварливи мерки, а не со некои шпекулативни проекти и програми. Сметам дека ова е исклучителен излез од црно-белиот свет, односно програмата и ги содржи решенија кои што се значени за сите граѓани поеднакво, а не само за некои поединци, односно за нивни лични интереси. Сакаме да креираме, односно нудиме решенија за град кој ќе биде урбан и развиен, а сепак зелен град. Не смееме да заборавиме и на економијата и на бизнис секторот, на малите и средните предпријатија. Нашата општина мора да биде социјално одговорна општина која што ќе се грижи за сите видови односно сите групи на граѓани, поточно и за маргинализираните групи на граѓани. Димитровска нагласи дека авангардноста и прогресивноста на движењето што го застапува се огледало токму во незината кандидатура како најмлад представник кој влезе во трката за градоначалник на најголемата општина во земјава. За мене е посебно лично и значајно го сваќам тоа што повторно ќе ја вратиме сликата на Куманово како чевларски град, со тоа што ја потекнувам од чевларска фамилија. За мене ова ќе биде едно исклучително значајно искуство, но и проект за кој што силно ќе се залагам. Чевларската дејност е многу значајна во нашиот град и место постојано да ја напредуваме, не смееме да дозволиме таа полека да изумира. Посочи дека ова е исклучително значаен чекор за младите и жените кои се застапени на листите. Ветуваат скејт парк, а приоритет ќе биде и културата и уметноста. Дополни дека предлозите во наредниот период ќе бидат презентирани на кумановци, кои ги повика да излезат и да гласаат одлучно за промени за бројот 2.